Благодарам, председателе. Се надевам дека не смета искористување на правото од моја страна, посебно со оглед на тоа што очигледно не беше испочитувано деловничкото правило да се дискутира на темата која што имаме денеска на дневен ред, иако јас апелирав за тоа. И од тој аспект целосно и се чувствувам одговорен да се вклучам во оваа дебата и да ги кажам до крај аргументите, иако мислев дека оваа дебата треба да се прави во моментот кога ќе се бира составот на комисијата. Прво, беа употребени зборови како линч, како злосторство. Никој не реагираше. И јас би сакал да прашам. Ако процесот на лустрацијата е линч, почитувани колеги од опозицијата, тогаш кој збор треба да го употребиме за процесот на кодошење, затварање и убивање на оние кои што се бореа за слободна и демократска Македонија? Знаете зошто? Заради тоа што најголем број од оние кои што беа идеолошки жртви на претходниот систем, беа жртви заради тоа што се бореа за демократска, слободна и самостојна Македонија. Ако лустрацијата е линч, убиствата на тие луѓе, затворањето на тие луѓе, што е? Каков историски процес е? Слушам полна ви е устата со Славко Јаневски. Ако го зборите за Славко Јаневски, зошто не го спомнете Живко Чинго? Полна ви е устата со Владе Милчин. Ако го зборите за Владе Милчин, зошто не го споменете Ристо Шишков? Каков е овој стокхолмски синдром на еднаквост помеѓу жртвите и джелатите? За кои права зборуваме? Па вие знаете ли дека има илјадници фамилии во Република Македонија кои што во претходниот систем не избран на избори настрадале заради својата идеолошка определба за самостојна и демократска Македонија? Тие фамилии се небитни. Тие луѓе кои што изгниеле по затворите се небитни. Битни се овие кои што сега комотно живеат и комотно добивале десетици и десетици функции по властници од сите системи и од сите власти во минатото. Тие се битни, овие се небитни. Не е целта нити на ВМРО ДПМН, нити на никој да се казнува. Целта на ВМРО ДПМН е да се соопшти вистината. За транспарентност збориме. Токму Бонева ви објасни. Токму овој закон е транспарентен заради тоа што на виделина се вадат сите документи, сите списи, сите докази, сите белешки. За каква транспарентност вие зборевте? Вие баравте да не се објавуваат имињата, да не се објавуваат документите. И понатаму оваа држава треба да ги штити оние кои што кодошеле и оние заради кои што илјадници наши сограѓани во минатото завршувале по затворите и завршувале загинати по разноразни места низ Република Македонија. Зошто? Заради тоа што се бореле за самостојна Македонија. Заради тоа што се бореле за демократска Македонија. И сега ние сето тоа треба да го премижеме. Мене ми е многу жал што поединци во овој парламент покрај идеолошката прават и фактичка поврзаност помеѓу претходниот систем и денешната политичка стратификација. Ке бев посреќен ако Сојузот на комунисти на Република Македонија беше укинат 90-та година. Тоа што денеска имаме политичка партија наследник на Сојузот на комунисти не е моја грешка. Не е грешка на ВМРО ДПМН, не е грешка на Силвана Бонева. Но таа партија прифатила да биде наследник на Сојузот на комунисти. Партија која што од политички и идеолошки причини затварала илјадници луѓе, партија од која што поради политички и идеолошки причини стотици наши сограѓани ги завршиле своите животи прерано. И нормално, дебатираме. Сегашните функционери дали биле лустрирани. Лустрирани се сите, од прв до последен. Поминати се низ процесот на лустрација. Нема советник во Република Македонија. Нема градоначалник, нема пратеник, министер, заменик министер, директор, членови на управни одбори, членови на надзорни одбори, што не поминале низ процесот на лустрација. Но, почитувани колеги, дали со тоа даваме одговор за овој процес? Не. Спомнав преска, ќе спомнам и сега. Што господинот Сугаревски 77 роден можел да направи во претходниот систем? Или што господинот Емилијан Станковиќ роден 75 можел да направи во претходниот систем? Или господјата Тања Томиќ, или јас, или Николовски, или Стеван Анджија, или Спасеновски?
Или сега со тоа што нас ќе не илустрираат и од едната и од другата страна, треба да го покриеме ова што генерациите претходно го правеле и направиле штета. Сугаревски треба да биде покритие за овие кои што го воделе процесот против Ченто? Не треба да биде. Јас не знам зошто и самиот се става да биде покритие на тие. Јас треба да бидам покритие на некој, ако имало во ВМРО ДПМН да кодошел за службите, нема да бидам покритие. Зошто да бидам покритие? Од што се плаши? Од вистината? Па ќе правиме балансирани решенија, па ќе правиме вакви компромиси, такви компромиси за кои што зборуваше господинот Иван Величковски, за во темното да се подспаси некој ако може да се спаси. Што фалеше во Бугарија? Ги извадија списоците, ево овие се, и председателот на државата го извадија на список. Големите чуда. Нека се дознае вистината. Тоа е единствената морална сатисфакција, која што е бараат илјадници семејства на луѓе кои што биле жртви заради својата идеолошка определба за демократска и самостојна Македонија во претходниот систем. Тоа е единствената морална сатисфакција. Оваа држава, која што денеска е демократска и самостојна, пред 60 години казнувала за таа идеја, а на тие луѓе не им дала никаква сатисфакција. Тие семејства не бараат нити финансиска сатисфакција, нити поништување на пресуди, бараат морална сатисфакција, а тоа е да се дознае вистината. Составот на комисијата, извинете, кога беше предлагањето на комисијата и господинот Трајанов беше пратеник, и господината Иванова беше пратеник, и господинот Мисовски беше пратеник. СДСМ предложи двајца пратеници за членови на комисијата за лустрација. Двајца пратеници. Предлозите кои што дојдоа од нас беа или врвни адвокати, или професори по историја на факултетите во Република Македонија. Многу одговорно и многу концентрирано. Поистоветување и еднаквост не прифаќам. Заради тоа што само СДСМ предложи партиски решенија, односно предложи двајца пратеници за членови на комисијата за лустрација. За разлика од нас кои што предложивме врвни правници и професори по историја на факултетите во Република Македонија и вработени во Македонската академија на науките и уметностите. Ми зборувате 90-91 се демократизирала Македонија. Не е точно тоа. Не е точно. Само досието Темел го докажа сето тоа. Замислете, 96 и 97 година по наредба од Министерството за внатрешни работи, од тогашните структури во Министерството за внатрешни работи, се следело надворешно, се снимало надворешно, се сликало надворешно кој влегува, кој доаѓа, кој со кого излегува од штаб на втората по големина политичка партија во Република Македонија. И покрај тоа, не само тоа, се следело и општина Кисела Вода и град Скопје, заради тоа што таму беше на власт ВМРО ДПМН. И институции на државата се следеле од идеолошка и од партиска причина. И тогаш, господине Мисовски, немало ПИМ мерки. Тогаш уставот не дозволуваше ПИМ мерки. Консултирајте се со господјата Иванова и ќе ви каже. Тоа не е против законско постапување, тоа е против уставно постапување што го направила полицијата тогаш. Зашто уставот на Република Македонија тогаш не го дозволуваше тоа. Затоа тоа е кршење на човекови права. Заради тоа е кршење на слободата на здружување. Заради тоа што не се дозволувало друга мисла, друга идеологија, друга партија. Јас знам дека лустрацијата не ги решава сите проблеми во Република Македонија. И знам дека Република Македонија има и многу други проблеми. Дел од нив и многу поголеми од лустрацијата. Но проблемот со лустрацијата во Република Македонија повеќе го прави опозицијата, заради тоа што се уште не сака и не може да прифати дека треба да се случи помирувањето помеѓу двата политички концепти. Многу пати сум говорил, и левицата дала жртви. И ние ги почитуваме и ги признаваме. Но и десницата дала жртви. И очекуваме од вас да ги почитувате и да ги признавате. Заради тоа што без едниот од тие два концепти немало да дојдеме до слободата на Република Македонија. Упорното противење за одбележување на празници, упорното противење да прифатите историската заслуга на ликовите од минатото, упорното противење
на лустрацијата како начин за морална сатисфакција на овие кои што 50 години биле пред нас и се бореле за слободна и независна Македонија. Прави огромна недоверба, прави чувство дека се уште левицата оваа држава си ја гледа како единствено свое место. Како во оваа држава само левицата да може да функционира, да има своји празници, да има своје одбележувања и сите други треба да се подвргнуваат на сето тоа. Не. Во ова општество треба да се каже вистината, да се соопшти вистината и понатаму сите оние кои што биле заслужни за Македонија да бидат почитувани и да бидат славени без разлика дали припаѓале во минатото и дали сами биле свесни за својата припадност кон левиот или кон десниот политички концепт, или воопшто не припаѓале нити на едниот, нити на другиот политички концепт. Се уште додека го малтретирате општеството, нудејќи го монополниот пристап, дека само левицата има право на оваа држава, се до тогаш ќе имате отпор од нас. Заради тоа што 60 години левицата беше на власт без избори. 15 години од 90-та навакај, со само една победа во 2002 година, ја државте целокупната државна и општествена моќ во ова општество. И диктиравте како сакате и што сакате. Мора да се научите дека ова општество е општество на сите, дека во ова општество треба да се дознае вистината и треба да се нацрта знак еднакво за сите, без разлика дали потекнуваат од црвената буржуазија или не потекнуваат од црвената буржуазија. Затоа, заштитнички говори за оние кои што кодошеле, за оние кои што суделе, затварале, без да се споменуваат жртвите, е само потврда на злоупотребата која што се правела во тогашниот систем. Затоа ве молам, повеќето од вас сте помали. Немојте да си ја превземате на ваши плеќи таа тежина.